Почитувани колеги пратеници, јавен обвинителе на Република Македонија, како дневен ред, се уште како точка на дневен ред, го имаме извештајот за работата на јавните обвинителства за 2020 година. Пред да навлезам во дебата во однос на извештајот, би сакала да ве известам дека непосредно пред почеток на ова продолжение имавме една кратка седница на која што беа ставени две точки кои што се однесуваа за измени на Законот за јавно обвинителство и Советот на јавни обвинители. Измените се состојаа исклучиво во менување на рокот со кој што ќе ги доставуваат извештаите јавното обвинителство и Советот на јавни обвинители во Собранието на Република Македонија. И бидејќи председателката на комисијата не ни даде процедурално да се обратиме и да го кажеме нашиот став, јас накратко само би кажала дека како што интенцијата на секоја седница и на секој закон, така беше случај и овој пат, ниту е консултирана опозицијата, ниту пак ни беше дадена шанса да се произнесеме и да кажеме што мислиме во врска со овие измени. Неспорно е дека истите треба да се направат, меѓутоа дали е тоа се што треба да се направи во овие закони. Не поминува комисија на која што ќе биде присутен дали председателот на Советот на јавни обвинители, дали државниот јавен обвинител, дали председателката на суди на судскиот совет, без да дадат определени забелешки во суштинските недостатоци кои што се содржани во сите закони. И затоа сега ние разгледуваме еден извештај кој што би рекла е нецелосен. И не е нецелосен само заради тоа што државното обвинителство го направило нецелосен, туку заради тоа што самиот законот кој што го обврзува обвинителството да достави извештај не е доречен, затоа што истиот бил носен на брзина преку една јавна расправа чии што забелешки не биле прифатени, преку 8 пратеници кои што биле насилно ставени во овој цел процес за да биде донесен овој закон, и после ние сакаме функционален правен систем. Не може да се очекува да имаме функционален правен систем и да немаме забелешки за работењето и на јавното обвинителство, и на Советот на јавни обвинители, и на судскиот совет, и на судиите, ако законите ги носиме на брзина, на брза лента, преку без консултација ниту со јавната фела, ниту со опозицијата. И затоа не можеме да речеме дека очекуваме од утре да имаме подобар правен систем и подобро судство во оваа држава. Бидејќи се ставате пред свршен чин, а сметаме дека систематски треба да се навлезе во суштинските измени на законите, би рекла дека со една ваква измена која што беше понудена неколку десетина минути порано, не може да се донесе позитива, бидејќи ова не се реформите кои што долго беа најавувани и само преку еден извештај кој што задоцнето ќе биде разгледан овде, преку забелешки кои што ги искажуваме и стенограмски белешки, кои што еве каже и председателката дека ги има, не е единственото нешто што е потребно за да функционира и да профункционира нефункционалниот судски систем во оваа држава. А председателке, доколку веќе има стенограми, кажувате дека сме се согласиле, да, тогаш извадете ги стенограмите на председателот на судскиот совет, председателот на Советот на јавни обвинители, каде што кажуваат дека нивните закони се штури, нецелосни,
немаат надлежности согласно овие закони и дека практично на нив им се врзани рацете и не можат да профункционираат и да направат одредени реформи и одредени работи кои што ги бара целата македонска јавност од нив. Ако не ви значат нивните зборови, тогаш не можеме да очекуваме дека ќе ви значат и зборовите кои што ние ги искажуваме на оваа говорница. И сега околу извештајот за работата на јавните обвинителства во Република Македонија. Бидејќи многу беше кажано од страна на претходни мои колеги пратеници, кои што навлегоа во детална анализа на овој извештај и бидејќи веќе се сите овие работи веќе искомуницирани, јас би сакала да навлезам малце во некои подруги работи, односно понови работи со кои што се во моментот се соочува и јавното обвинителство и секојдневно гледаме одредени пресконференции и изјави од страна на шефицата на обвинителството за организиран криминал, ваши изјави околу новите јавни обвинители кои што треба да се чека да бидат изгласани. Според мене е скандалозно да Република Македонија има недостаток од јавни обвинители и цело време да се вадиме на тоа дека немало доволен број на кадри кои што произлегле од Академијата на суди и јавни обвинители, кога целата македонска јавност е сведок дека ниту повеќе средства се определуваат за оваа намера, ниту пак реформите кои што беа долго најавувани го видоа светлото на белиот ден. Во иднина не можеме да очекуваме дека ќе има одредени промени. Зошто? Заради тоа што во текот на вчерашниот ден шефицата на обвинителството за организиран криминал рече дека можеби ќе мора да стави и клуч на врата, заради тоа што долго веќе не можат да се изберат нови обвинители, бидејќи не може да се договорат кој има поголемо политичко влијание и кој може повеќе да влијае за да бидат избрани одредени кадри за нови јавни обвинители. Ова е скандалозно и да се очекува притисокот, политичкиот притисок да одлучи кој ќе биде избран како обвинител во ова обвинителство е навистина дното кој што веројатно веќе бевме го допреле, меѓутоа сега одиме уште подлабоко. Да бидат кажувани изјави принцип обвинителот бил зафатен и затоа немало да дојде на последната седница на Советот на јавни обвинители и дека нема оправдување каде се другите членови на Советот на јавни обвинители и дека состанокот ќе биде таен, односно нема да биде со камери пренесуван заради тоа што така судиите кои што се членови на овој совет чувствувале притисок, па не можеле да го кажат своето мислење, дното кој што веќе ние го допираме секој ден. Дното. Скандал до скандал. Во исто време да кажува дека заради тоа што обвинителката Русковска да се надева дека обвинителката Трајчева нема да трпи последици поради обвинение за Рашковски е исто така скандал. И ние тука зборуваме за некакви бројки, и ние тука зборуваме дека обвинителите треба да работат по 10 предмети и во исто време да одат во придружба со други обвинители на кои што не им е продолжен мандатот. Во исто време, така, имаме реакции секојдневно за тоа кои се кандидати и на кои се тие кандидати кои што
има добиено највисоки оценки од страна на надлежните виши јавни обвинителства или предпоставените јавни обвинители ги оцениле за нивната претходна работа. Еден таков случај, кој што деновиве ја бранува македонската јавност, е за еден обвинител, кој што, замислете, од основното јавно обвинителство во Гостивар, кој што го направи контравезна спогодба со Зоран Милевски Кичец и на тој начин истиот доби многу мала казна и беше доста време бројана целата македонска јавност со овој скандал. За сега најнаш овој јавен обвинител да сака да биде дел од обвинителството за организиран криминал. Исто така, цело време зборуваме за реформи, зборуваме за извештаи, зборуваме за бројки, без притоа да некој отвори и види какви се оцените со кои што обвинителите доаѓаат на својата функција и потоа очекуваме од нив да вршат непристрасно, непартиски, неполитички својата работа. Ова не можеме да го очекуваме заради тоа што токму тој обвинител кој што утре ќе обвинува и ќе суди заради тоа што 99% од обвинителните акти во Република Македонија завршиле со пресуда, тогаш не можеме да кажеме дека очекуваме да мрднеме од дното. Овој обвинител за кој што зборувам доаѓа од Гостивар, бил прв пат обвинител избран во март 2016 година. Советот на јавни обвинители го изгласа и му даде доверба на младиот дипломец, кој што ја заврши обуката, и за потоа да работи во основното јавно обвинителство од Гостивар. Тоа е извесен Арсим Адеми, кој што бил последен од вкупно 13 кандидати со најслаба збирна оценка од ранг листата на обуката за јавни обвинители, суди јавни обвинители, која што почнала во 2013 година. Првиот кандидат, ако имал 18,77 бодови, овој обвинител, кој што треба да сега биде во обвинителството за организиран криминал, е бил последен со 13,45 бодови. Обуката завршила на 10 јануари 2016 година, а Адеми повторно бил со најслабите можни оценки. И сега, што е проблемот? Како ние да очекуваме од некој кој што бил најниско оценет, да очекуваме високи резултати? Ова ниту може некој да го очекува, ниту пак ние сме наивни и мислиме дека тој обвинител ќе работи по некакви принципи и по некакви законски норми, заради тоа што за истиот веќе активно има представки во надлежното обвинителство во чишто состав работи тој. Инаку, оценувањето на работата на јавните обвинители треба да се врши со непосреден увид во неговите предмети, месечни извештаи, преку непосреден разговор со јавниот обвинител кој оценува, разгледување на представки, поплаки, пофалби за неговата работа, што се регистрираат во професионалното досие на секој обвинител. Значи, според критериумите, односно според сите критериуми, овој обвинител добил максимални бодови од можните кои што може да се доделат на некој обвинител за својата работа. Инаку, случаевите во кои што е инволвиран конкретниот обвинител предизвика многу негативни реакции во јавноста, меѓутоа само една институција реши да испита евентуалната одговорност и корупција при процесот на одлучување во
случај станува збор за антикорупцијската комисија, која што по сопствена иницијатива отворила предмет во однос на постапувањето на овој обвинител по предметот во сообраќајната незгода предизвикана од Зоран Илески Кичец. Еба, почитувани, како е мала дигресија, антикорупцијската комисија има поведено безброј постапки во досеганото нејзино работење и само 3 предмети имаат завршено со постапка пред суд. Од околу 700 предмети, ако добро се сеќавам, само 3 предмети завршиле на суд. Аналогно на нивната работа, обвинителството покрену 99% од обвинителните акти завршуваат со пресуда, со осудителни пресуди. Тогаш можете да видите која е всушност, која е значењето на јавното обвинителство и на секој еден јавен обвинител кој ќе почне да работи за Република Македонија. И затоа воопшто не сакам ниту да навлегувам во бројките кои што се ставени во овој ваков извештај. Истите не кажуваат се, не ја кажуваат суштината, содржината за која што ние секојдневно овде зборуваме. Исто така, има повеќе скандали за кои што прашуваме цело време тука. Бевте прашуван, почитуван обвинителе, и од другите мои колеги, тоа ви одлучивте мудро да молчите и да не доставите одговори за многу наши прашања, односно тоа не се наши прашања, тоа се прашања кои што се од значење за македонската јавност. Значи, никогаш не слушнавме што направивте со предметите за грантовите за иновации на Деспотовски, камионите во РЕК, каде отиде Луи Витон куферот на Боки, парите од ПИОМ на Мила Царовска, фондот за иновации и така натаму, предмети за кои што до ден денес немаме слушнато еден збор ваша страна дека обвинителството се заложило и постапило по истите. На истиот начин како што не сакате да зборувате за Ден Дончев, на истиот начин како што не сакавте повеќе да зборувате ниту за рекет 1, 2, 3, 4, 5 и веќе не знам колку, на истиот начин како што не сакате да зборувате ниту за писмата кои што Боки 13 ги испрати од затвор со одредени комуникации кои што веќе се доставени. Затоа сваќаме дека за одредени работи веројатно и вам ви е наложено од некои мрачни сили да си молчите. Меѓутоа, ако продолжиме на овој начин да се правиме и глуви и слепи, тогаш не можеме да очекуваме ниту подобри оцени во извештаите на Европската комисија, меѓународните институции кои што секојдневно гледаат што се прави во Македонија и во судството во Македонија. Гледаме дека нема одредени насоки дека ќе биде подобро, меѓутоа со зголемувањето на буџетот на јавното обвинителство всушност не се направи ништо конкретно, односно во сега новиот буџет беа предвидени одредени поголеми средства и да, вие во вашиот извештај на крајот завршувате со тоа дека нема доволно пари во буџетот на јавните обвинители, дека имате недостаток на кадар, имате недостаток на електроинженери, на техничари, токму поради тоа не можете да профункционирате со одредени работи. Меѓутоа, некако чудно, само обвинителни акти произлегуваат за некои кои што се рачуна дека припаѓаат на опозицијата, а додека од другата страна, од власта, тогаш немате услови
немате доволно обвинители, катастрофално, едноставно нема време за да се постигне се и да се покренат одредени предмети и најдобро се браните со таа позната изјава дека обвинителството не смее да каже што се конкретните работи на кои што работи, заради тоа што може да влијае во постапката. Меѓутоа, вакви ваши изјави слушаме веќе 4 години, веројатно ќе слушаме некое место, додека не бидете ставен на некоја друга позиција за која што овде во собранието веќе долго се кршат копијата. Почитуван јавен обвинител, вие сте должни пред македонската јавност да дадете многу одговори кои што прашуваа многу луѓе со писма, кои што се обраќаа, и во исто време одговори кои што и актуелниот, односно новиот министер правда Тупанчевски ги отвори како прашања, како дилеми на едно негово гостување на телевизија, кога каже дека тој не може да биде ниту судија, ниту обвинител, меѓутоа за него е несвојствено како ниту еден обвинител во Република Македонија нема отворено никаква постапка и дека таквите истраги знаат да траат со години и на крајот да не завршат со некаков епилог. Значи, мора суштински да се променат многу работи, системот мора да стане конечно функционален, меѓутоа функционален треба да произлезе и од вашата транспарентност и отчетност со одговори пред македонската јавност за многу прашања за кои што до ден денес не сте одговорили. Едно од тие прашања и еве каде се писмата кои што обвинителката Катица Јанева ги достави од затвор, меѓутоа никој во оваа држава не успеа да ги види, од една страна, а од друга страна писмата со заканите за вашиот живот, да, веќе ги видовме, објавени во порталите и по македонските медиуми. Знаеме дека во Македонија секој си тера правда на свој начин, меѓутоа, еве, како за крај, би сакала да кажам уште неколку работи, дека од страна на едно здружение или коалиција, сите за правично судење, утврдиле во својот извештај дека постојат многу недостатоци како во работењето на судството, така и во работењето на обвинителството. Имено судовите работат во соработка со обвинителите. Од една страна, обвинителите се тие кои што поднесуваат и обвинителни акти, кои што прават спогодби, кои што прават уцени, тоа што сведоци сме секојдневно како се изнудуваат и одредени признања по македонските судови, меѓутоа, вие, почитуван јавен обвинител, немате покрената ниту една постапка за да излезе на виделина и тоа кој го правел прислушкувањето, за кој се однесувало ова прислушкување во јавното обвинителство, дали тоа имало ефект во конечното работење на јавното обвинителство, дали имало епилог некаков после истрагата која што кажувавте дека долго време веќе се прави, и да слушне македонската јавност што е тоа што секојдневно работи јавното обвинителство. За тоа колку осудителни пресуди има, преска зборува в 99%, меѓутоа еве 95% се од обвинителните акти завршени со осудителни пресуди, што мислам дека не постои друга држава во Европа
кое што така ефективно или друго обвинителство во Европа, што така ефективно и ефикасно работи. Сето тоа за кое што ќе си навртите на малиот прст дека треба да има обвинителен акт, ќе го поднесете до судот, судот ќе го прифати со оценка на обвинителниот акт и ќе донесе енормни пресуди, односно ќе донесе пресуди кои што влијаат врз човечки животи. Не сум задоволна од еден ваков извештај, не заради тоа што нема суштина, туку заради тоа што нема никакви реформи. Не сум задоволна заради тоа што работењето на јавното обвинителство е еднострано, работи под наредба од страна на власта и доколку ние конечно сакаме да станеме и дел од Европска Унија и да добиеме одредени резултати, ќе почнеме да работиме на таа тема, меѓутоа гледаме дека од страна на власта и од страна на обвинителството ниту се има намера, односно ниту се има честни намери за да се работи во таа насока, ниту пак во иднина го очекуваме истото. Ви благодарам. И благодарам.